Зошто треба да се молиме? Како што дишењето е важно за животот на човекот, така и молитвата е важна за неговиот духовен живот. Човекот кој веќе не дише е мртов. И верата на оној што престанал да се моли е мртва. Затоа Господ Христос бара од нас: молете се постојано, за да не паднете во искушение. Молитвата е бесконечно творење, повозвишено од секоја друга уметност или наука. Преку молитвата ние влегуваме во општење со безпочетното битие. Молитвата е акт на најголема мудрост, на се надмидлива убавина и достоинство. Таа е свет занес на нашиот дух. Но патиштата на ова творење се сложени. Вистински се моли само оној човек кој верува во благоста и семоќноста на Бога и кој го осознал своето душевно и телесно бессилие за својата целосна зависност од Творецот промислител. Во човечкиот живот нема ништо повредно од молитвата. Таа и невозможното го прави возможно, тешкото го прави лесно, непријатното пријатно. Оној кој не се моли, се оддалечува од Бога и станува сличен на суво и неплодно дрво, кое се сече и во оган се фрла. Несреќа за слепиот е што не може да ја види светлината, но поголема несреќа за христијанинот е кога ќе ја изгуби желбата за молитва, зашто ја лишува својата душа од божествената светлина. Во таквата душа се зацарува темнината, а по излегување од телото таа оди во вечната темнина. Молитвата е најсилното средство преку кое можеме да измолиме милост од Бога. Таа е голема сила, ништо не може да ја задржи. Се извишува до небесата, се издигнува до самиот престол на Вседржителот, а се симнува дури до пеколот и оттаму ги ослободува затворените.